Бисмиллахир-рахманир-рахим. Во името на Аллах, милостивиот, семилосниот. Еселаму алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху. Мирот, милоста и берекетот на возвишениот Аллах нека бидат со вас. Почитувани гледачи, добро дојдовте во нашата рамазанска емисија во ТВ Икре. Најпрво сакам на сите верници да им го честитам месецот Рамазан со искрени молитви кон Аллах Джелешануху во овој месец да ви даде здравје и да ни овозможи на сите нас овој берекетен месец да го поминеме со ибадети и добри дела. Денес имаме чест да го имаме во нашата емисија референтот во вакуфскиот сектор, магистер Саадин Билали. Почитуван, добро ни дојдовте. Еселаму алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху. Најпрвин сакам да ви се заблагодарувам на поканата да бидам ваш гостин во ТВ Икре во овој мубарек Рамазан. Најпрвин сакам да упатам дова до Аллах Джелешануху на сите нас овој мубарек Рамазан да ни го исполни со ибадети и иншалла да ни прими нашите ибадети и да не направи од оние муслимани верници со кои што Аллах Джелешануху ќе биде задоволен. Фала ви многу. Со господин Саадин ќе зборуваме околу темата психолошки, социјален и здравствен аспект на рамазанскиот пост. Почитуван, прво, знаеме дека постот има големо влијание и придобивки од духовен аспект. Но која е психолошката корист на рамазанскиот пост? Рамазанскиот пост има не само духовно и верско значење, туку и важни психолошки аспекти кои влијаат на поединецот и општеството. Клучни психолошки аспекти на рамазанскиот пост се самодисциплина и контрола. Постот во Рамазан подразбира воздржување од храна, пијалоци и други телесни потреби. Овој процес развива самодисциплина и способност за контрола на желбите, што може позитивно да влијае на емоционалната стабилност и психолошката отпорност. Тоа е првиот аспект од психолошкиот аспект на рамазанскиот пост. Втор аспект од психолошки начин на рамазанскиот пост е самопознавање и рефлексија. Рамазанскиот пост ни дава на муслиманите едно чувство, сите ние во текот на месец Рамазан, во месец на рамазанскиот пост, се повлекуваме кон самите себе си и се соочуваме со своите внатрешни мисли. Овој процес или ова може да придонесе за поголемо самопознавање и разбирање на сопствените емоционални и ментални состојби. Трет важен психолошки аспект е поврзување со заедницата. Рамазан е време кога муслиманите заеднички го практикуваат постот и учествуваат во заедничките молитви. Ова чувство на заедништво и солидарност може да го зголеми чувството на припадност и да го намали чувството на осаменост, што е клучно за психолошката состојба на еден верник. Четвртата психолошки вредност или аспект на рамазанскиот пост е намалување на стресот и анксиозноста. Знаеме сите ние дека денес во светот нажалост се соочуваме со тоа да многу наши верници се имаат проблеми со стрес и анксиозност. Рамазан е прилика каде што не учи на верниците како да се справиме со стресот и анксиозност и ни дава значај
како тоа во одредени мери да го контролираме или во некој начин да го сузбиеме тоа. И едно од главните психолошки аспекти на рамазанскиот пост е чувството на постигнување на духовно задоволство. Сите ние знаеме, имаме осеќај кога ќе го испостиме месец Рамазан, се чувствуваме духовно поспремни затоа што сме го извршиле и затоа што сме извршиле една од Аллаховите наредби, а тоа е да се испости месецот Рамазан. Фала ви многу. Во почеток рековме дека Рамазанот има и социолошки аспект. Во социолошкиот аспект, што може да кажеме? Рамазанскиот пост развива духовни, морални и општествени вредности. Да. Тоа е порака за еднаквост меѓу поединците во општеството. Рамазанскиот пост има и значајни социолошки аспекти кои влијаат на поединецот и на заедницата. Овој аспект на пост го истражува неговото влијание врз социјалната структура, обичаите и меѓусебните односи во општеството. Некои од клучните социолошки аспекти на рамазанскиот пост се задоволување на потребите на заедницата. Интересно е да се спомене ова, затоа што во Рамазан се создава чувство на солидарност и заедништво во општеството. Муслиманите се охрабруваат да помагаат на посиромашните преку исполнување на едни од одредбите кои што се и за Рамазана, тоа е задавање на садекатул фитр, задавање на зекат, и со тоа се намалува нееднаквоста кај социјалните потреби на луѓето. Втор социјален аспект кој е многу важен е јакнење на културните и верските идентитети. Заедничкото практикување на постот ни помога во зачувување на верската и културната идентичност. Трет социјален аспект е социјални ритуали и активности кои се извршуваат во време на Рамазан. Интересно е да се спомене, во Рамазан муслиманите имаат одредени ритуали кои што ги извршуваат во заедница. Тоа е обавување на молитвите, на заедничките молитви, како што е теравих намаз, поготово каде што на теравих намаз се збираат поголем број на верници, како што се заедничките суфури и ифтари. Овие ритуали го поттикнуваат развојот на заедницата и ја зајакнуваат социјалната кохезија. Четврт аспект е социјален аспект за рамазанскиот пост е дисциплина и општествено однесување. Рамазанскиот пост ни дава еден начин на однесување на муслиманите и сите ние во Рамазан пазиме како се однесуваме и имаме ред за одредени работи што ги правиме. Социјалните аспекти на рамазанскиот пост играат важна улога во зацврсувањето на заедницата, ја зголемуваат солидарноста и поттикнуваат на културна и верска свест, што е од голем значај. Фала ви многу. Почитуван, покрај психолошкиот и социјалниот аспект, која е користа на здравствениот аспект на рамазанскиот пост? Според Светската здравствена организација, здравјето е состојба на целосна физичка, ментална и социјална благосостојба, а не само отсутство на болест или немоч. За нас, муслиманите, здравјето е едно од најголемите Аллахови
благодети кои Аллах Джелешануху ни го дарува. Рамазанскиот пост позитивно влијае на здравието и личниот развој. Муслиманите не постат поради здравствените придобивки кои се секундарна природа, иако Исламот не ги занемарува здравствените димензии. Прегледот на достапната медицинска литература ни покажува дека постот за време на Рамазан е корисен за повеќето луѓе кои што имаат проблем со диабетес. Постот и уравнотежаната исхрана го подобруваат холестеролот во крвта, ја намалуваат киселоста во желудникот, ги решаваат дигестивните проблеми и придонесуваат за активен и здрав начин на живот. Интересно е да се спомене во 1994 година во Казабланка е одржан првиот меѓународен конгрес за здравје и Рамазан, каде биле презентирани околу 50 статии за медицинската етика на постот од експерти од целиот свет. Се сугерирало дека рамазанскиот пост би бил идеална препорака за лекување на болести, како што се диабетес, есенцијална хипертензија, контрола на тежина, намалување на ниво на шеќер, намалување на холестерол и намалување на телесни масти. Од ова може да видиме дека главната цел на рамазанскиот пост е да формира и да формира здрав човек со вистински вредности. Почитуван, за крај, која би била вашата една кратка порака за тие што не гледаат, што не следат? Препорака за следачите на ТВ Икре и кои ја пратат вашата рамазанска емисија е најпрвин да се држат до Аллаховите одредби, да ги исполнуваат Аллаховите одредби и да се потрудат се она што го прават во месец Рамазан, тоа истото да го прават и во понатамошниот период. Затоа што се дешава, нажалост кај нас луѓето во месец Рамазан, сите ние на еден поголем достоинствен начин сме приврзани кон извршување на Аллаховите наредби, но кога ќе замине месец Рамазан, ние се враќаме на некои скроз мали извршувања на Аллаховите наредби. Почитуван, ви благодариме за овие прекрасни пораки и за вашето време и го молиме Аллах Джелешануху да ви даде здравје, успех во работата и со надеж дека ќе имаме можност да се видиме и во некоја од наредните емисии. Амин, иншаллах. Ви благодарам уште еднаш на поканата. Ми беше чест. Ви благодариме и ние. Почитувани гледачи, тука е крајот на оваа емисија. Ви благодариме за вниманието и се гледаме во наредните емисии. Вассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуh.